Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме солени парчиња палента со неколку сосови. Да започнеме со состојките. За солените коцки од палента ќе ви треба 250 грама палента, 250 мл млеко и 100 грама путер. За вегетаријанскиот сос ќе ви треба 4 печени пиперки, една конзерва сечкани домати и една рака спанаќ. За сосот од сино сирење ќе ви треба 100 грама сино сирење, 50 грама путер, 4 супени лажици брашно и 100 мл млеко. Ќе ви треба и сол и бибер и маслиново масло. За подготовка на овој рецепт користиме делимано касерола, делимано округла тава, делимано тава за пржење и делимано сад за сос. За да ја подготвите палентата, прво стопете го путерот на малку масло. Стоплете го млекото, па потоа додадете ја палентата. Постојано мешајте. Додадете сол и бибер по желба и доколку има потреба, можете да додадете и вода или млеко. Кога палентата ќе биде готова, ја истураме во делимано округлата тава, со лажица ја измазнуваме и ја ставаме во фрижидер. За овој рецепт подготвуваме два соса. Едноставен вегетаријански сос од печени црвени пиперки и домати од конзерва. Исечкајте 4 пиперки и гответе ги заедно со доматите од конзерва. Сосот богато зачинете го. За подготовка на сосот од сино сирење, прво во тавата за пржење стопете го путерот. Во него го додаваме брашното и убаво мешаме додека малку не пожолти. Го додаваме студеното млеко и мешаме додека бешамел сосот да ја добие потребната густина. Користете студено млеко за да не се појават грудки во сосот. Ги додаваме парчињата сино сирење и добро промешуваме. Оставете малку од синото сирење за декорација при сервирањето. По 1 час извадете ја тортата од палента од фрижидер и исечете 4 парчиња. По 2 парчиња ќе послужиме со секој од сосовите. Врз вегетаријанскиот сос ставете исечкан жив спанаќ. Другото парче полејте го со сосот од сино сирење и одозгора ставете парчиња од сирењето. Откако ќе го направите овој рецепт, можете тортата да ја исечете на парчиња кои ќе ги замрзнете. Извадете едно парче од фрижидер неколку часа претходно и уживајте во него за појадок во комбинација со јајца или пак за вечера заедно со пилешко и добар сос. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели!